Го разбудивме Пеца, да, и сега ќе го прашаме, да, ексклузивно. Ако не требаше да бидеш со нас на линк, ќе станеше? Ма како? Да, сте маро. Кај мене дома за будење на децата има 2-3 сектора други кои што се задолжени. Моите обврски се поврзани со останатите активности во текот на денот и радиоемисијата која што ја водам на Capital FM, тоа е ПЦТК секој ден. И неко вака се прави. Се гледа ли нешто? Вака, ова требаше биде вуду магијата вчера. Ама не успеа. Ова се слики од Роналдо прешкртани 1/10. Имавме и дрес фиго кој што го ишкртавме. Ништо не помогна, луѓе. Ништо не помогна и ете. Тоа е. А отидовте во Вангок, кај што гледавте Италија Македонија, демек нели за уште една вуду магија? Види вака беше дилемата дали да дојдеме истите луѓе облечени во исто, на исто место да седнеме. Со истите салтанати, нарачата. Не знаеме веќе на крај што да направиме, нарача на некоја салата која што ја зачинуваа со меди и глупости за да го разбијат малерот. Абе ништо не успеа. А не бевме исто облечени. На крај смиривме го смиривме пристапот за да победиме и рековме не, се да биде различно. И така вчера бев со овој дрес наместо со оној црниот што го имам од македонската репрезентација и ништо не помогна. Тоа е. А како игравме? Можевме подобро по мене, не знам, тоа веројатно стручниот штаб недобро го знае, меѓутоа, како да ти кажам, јас сум горд на овие момци, јас сум многу среќен што живеам денови во кои што дочекавме најпрвен бараж за европско, па пласман на европско, па 3 надпревари бевме и до Букурешт. За жал не успеав да отидам до Палермо и до Порто, поради обврски. И да дочекаме, луѓе, бараш игравме за светско првенство кое што се играше во 2 надпревари со актуелен европски првак и со некогашен европски првак и сериозен претендент за титула светски првак. Така што јас можам само да се радувам, не можам да бидам тажен. Малку сум разочаран, искрено, затоа што мислам дека малку е напумпана на атмосфера после Италија. Мене тоа не ми се допадна, знаеш, кој ќе тргнеме со тоа и тепаме се, бре. Луѓе, дајте бе, ова се играчи кои што играат европски прваци беа. Има тренер кој што ги води, не знам колку, 15-20 години. Ги имаат Роналдо, Бруно Алвеш, ги имаат играчи од Манчестер Сити, Жота го имаат, или Жота како се изговара, од Ливерпул, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, тоа дека наши играат во Ал Ахли, Риека, такви екипи, така што било која споредба е неоснована, не е фер и едноставно ово што го направивме повеќе од успех и јас сум горд на овие дечки. И очекувам уште резултати. Можат да следат резултати од оваа репрезентација, не се тоа луѓе кои што се доволно возрастни да речеме да не можеме да очекуваме од нив нешто следно? Па зошто да не очекуваме, претежно се луѓе кои што пред неколку години играа тоа истата онаа генерација на Боби Милевски која што играше у 27 и се пласираше на европско. Тоа се дечки кои што имаат од 19-20 до 26-7, добро има и некои сега Боба Николов може малку по позни години и така натаму, Пандев е веќе во пензија, меѓутоа ова се дечки кои што можат и како допрво да дадат најдобро од себе. И очекуваме. Кога сме кај Италија Македонија, ај се вратиме сега на тоа што не вознесе некаде. Да, не вознесе некаде готово таму. Да, имаше еден пост Игор Джампазов вели сега можеме да се само да се гордееме, но се сплотивме заедно, бевме, нели? И така некако тоа е таа негова порака, нели? Заедно сите бевме, сите очекувавме дека ќе биде може нешто ќе ни се случи и вакво. Па не знам кои сме тоа ние заедно тука како да не се делиме на наши, ваши. Како заедница треба уште да учиме, а како екипа, како репрезентација од нив можеме многу да учиме. Јас имав и со Саша Љоле со кој што направивме, нели, одиме на европско химната официјална која што беше за македонската репрезентација. Имавме таа чест и задоволство да снимаме лани спот со овие момци, меѓу нив се гледа таа сплотеност, тоа разбирање, таа еден дух и енергија која што морам да признам сум ја видел само кај РК Вардар во онаа шампионска генерација. Така што и во нивните очи, и во нивните карактери, без разлика што играат и за послови клубови, се гледа дека ем се сплотени, ем владее заедништво, ем немаат респект кон никој. Тоа ми се допаѓа. Тоа е она од кое што ние треба да научиме од овие момци, тоа е дека не треба на никој да му се плашиме и
дека треба да очекуваме големи успеси, доста веќе се задоволуваме реално со 5 места, 4 места на европско, тоа не поминува веќе. Така е. Кога сме кај химната, како беше се, како удеше се во тоа пица да стане оној кој што ја направи? Пица ја направи Не, па ја не, побара не. или како да? Не, јас не сум автор на химната, јас сум коавтор. Автор е Саша Љолес, кој што веројатно сега спи, имаше бурна ноќ и он. Јас се прибрав порано, он продолжи до раните утрински часови низ скопските локали. И некако потајно си правевме, знаеш, една варијанта, одиме на европско првенство, а после и на светско. Па направивме една охридска варијанта или битолска, одиме на светско на првенство. И не се случи, мислам тоа беше на шега, веројатно и да се случише тоа некој друг ќе направеше химна или така натаму. Едноставно тој ја направи вечерта после оној историски епска победа над Грузија и ми прати демо верзија, онака најраф свирена на гитара. Се уфрлев, јас му реков дај да направиме, да понудиме, да видиме како тоа ќе личи, испадна се супер, снимевме супер спот, супер видео, супер дружба со репрезентативци. И така, едно прекрасно искуство кое што за еден прекрасен момент кој што се надам дека нема да останеме само на него, дека ќе се повторува пласманот на европско. Многу убаво звучи, да ти кажам, право бевме на арената во Букурешт, во Амстердам не успеав да отидам, кој ќе видиш како се пушта една таква песна на тие стадиони пред 50-60 илјади луѓе, едно прекрасно чувство. И некои други автори во некои други времења се надам дека ќе пишуваат уште многу вакви песни за вакви успеси. Допрва ги очекувам. Одиме на европско првенство, таму ни е место, ќе ни беше и на светско, нели? Па дефинитивно, после ова што го направивме оваа година, ги победивме Германија дома, ги победивме Италија дома, пред полн стадион. Има 4 кратни прваци си едните и другите. Абе Германија немаше пораз, не знам колку години. Не само дома, мислам дека воопшто во квалификациите, така што направивме некои епски работи кои што вчера ми излезе слика, ова морам да го споделам, со мојот син Никола кој што сега има 13 години, значи пред 6 години имал 6 или 7, и сликата е буквално како седиме на градски саме. Он уште мал прво второ деление, никој нема. Мислам дека се работи за пријателски натпревар со Бугарија кој што го изгубивме 0-3, и на сликата пишува: "Ова е Никола Младеновски, непоправлив патриот кој што верува дека некогаш македонската репрезентација ќе победи на градски." Значи тоа е еден циклус во кој што ние губевме константно од Андора, од Бугарија, од Ерменија, од кој сакаш. Лихтенштајн. Од Лихтенштајн, не знам, некои не реши некои смешни резултати, како ти кажам, и тоа траеше со години, така што ова кај што сме сега, луѓе, мораме да бидеме задоволни со ова. Не можеме да им се лутиме за било што. Овој дрес кога беше подпишан, тоа Ова кога дрес е правевте? подпишан на не фалат некои луѓе овде, ама добро, Барди Елмас е тука, Даре Велковски. Кој е подпис на Илмас? Сега, од овде, од оваа перспектива и после овако спиење, не отвори. Да, Барди ќе опознеш. И бившиот селектор Мрме, овој не гледаш, не е исправен, малцама нема врска. Овој не се пере. Таков е, пишува не се пере, пишува позади. И на снимањето едноставно си го земав овој дрес, го имав од претходно и ги замолив да се подпишат. Момците се супер за комуникација, одлични дечки, скромни повеќето од нив, тоа ми се допаѓа. Нема никој во облаци меѓу нив и нека го задржа тоа, мислам дека ќе имам уште моменти за успеси. Ти фали тоа кога нели си од другата страна, па кога не само навиваш туку и коментираш тој дел, тоа нешто? Па коментирам, не сум Би бил, коментирал. да, би бил добар. Едно време дома си правев кога немаше, мислам дека на интернет ги гледав оние натпреварите, не знам со кој игравме, со Исланд пред некоја година или со Финска. И дома си правев стрим преноси. Бидејќи немаше, сам затоа што не можам да го сватам ова како на националните медиуми нема преноси на овие натпревари, тоа не можам да сварам. И си правев такви преноси. Имаше некои идеи дури за спортски подкасти да се водат и да направиме нешто такво. Меѓутоа подобро се снаоѓам можеби во улога на ја играм фудбал секој понеделник, исто активен сум се уште, нешто како Пандев да речеме, или како еден Джиджи Буфон во позни години се уште играм фудбал и за среќа уште немам повреди да престанам. Каде играш? Па играм во спортскиот центар Борис Трајковски секој понеделник, кој ќе дојде маца кој ќе за пролет играме по овие. Кој е тимот? Кој е тимот што игра? Па тимот е вака доста како селектор го менувам во последно време, бидејќи имав недисциплинирани поединци, да ги поздравам бидејќи не одговара на повиците и морав да сменам со помлада генерација од како се вели она Ла Масија, помладите, во Барселона тие се Ла Масија.
И сега имам друга екипа со која што помлада, 25-6 годишни момци, да ги поздравам, со кои што играм секој понеделник, против тимот на господинот Игор Ордев, кој што исто така страстен навијач на Македонија, кој што секаде обично следи и ја почитува репрезентацијата, така што уште сме некако во форма, ќе видиме до кога. Можеме никогаш да дојдеме. Кога играте? Понеделнички од 22 до малце доцна, дали ќе стане да вие на утринска, да не ви доцна, не знам дали ќе стане. Од 22 до 23. Ќе ви пуштиме снимки, не е проблем. Тоа е. Така е, да. И сега пред крајот на ова линковско вклучување да кажеме дека има нешто ново пеца, ама за тоа еве те каниме и јавно и официјално Тоа е мој соло проект кој што го снимив во чест на мојот починал брат, се вика За сите кои ги нема, заедно со Viva Strings Quartet. Тоа е со супер хикс работиме. Се надевам дека конечно ќе го раскрчкаме тој албум до следната година, бидејќи се ближиме до 30-тиот јубилеј. Узрасни веќе. Вака по 37-8 години човек не би рекол дека можеме 30 години бенд да имаме. На 7-8 години почнавме и едноставно се доближуваме и до тоа. Ете се работат некои други проекти. Јас спремам еден мој подкаст интересен кој што ќе оди на YouTube, Facebook и така натаму, се вика Вербалиум. Доста работи се подготвуваат, па ќе видиме. Само да бидеме успешни како што се македонските репрезентативци, па се ќе биде во ред. Да. И сега за крај, твојот текстот на Одиме на Европско? Одиме на Европско првенство, а после и на светско, ама тоа 2026 ќе почекаме малку, ама верувам дечки, одиме на светско еден ден. Одиме.